Поштувани мандатар, поштувани кандидати за министри, поштувани пратеници, представници на медиумите. Би сакал да се приклучам прво на забелешката за брзото свикување на оваа седница и веднаш после еден голем верски празник. Мислам дека е во најмала рака непристојно и не разбирам зошто ова брзање денес можеше да се случи во понеделник, во вторник, па да продискутираме како луѓе. Веројатно има нешто што сакате да го скриете, затоа што луѓето се најчесто по местата од кои што потекнуваат, го слават празникот, споен викенд е и очигледно не сакаат да се слушне оно што ќе се дебатира денес и утре. Но тука сме ќе го продискутираме. Оваа влада, оваа коалициона влада е во суштина влада на лагата. Затоа што СДСМ во изборите ветуваше коалиција без Дуи, а Дуи ветуваше премиер. Заради коалиција без Дуи дел од гласачите гласаја за СДСМ, а заради премиер дел од гласачите гласаја за Дуи. Денеска гледаме дека ветувањата не важат, денеска гледаме дека ветувањата важат до завршување на изборната кампања и дека после тоа на сцена стапуваат интересите. И затоа е ова коалиција на лагата. Ова е исто така коалиција на континуитет на криминалот и корупцијата кој што го гледавме во изминатите 3 и нешто години практикување власт, кој што стигна до врвот на претходната, а еве и нова влада. Ова е коалиција на изборни измами, затоа што се вршеше подкуп, притисоци, немаше соодветен мониторинг на изборите, а корона кризата на најнизок можен начин се злоупотреби преку на така наречени картички, кои што селективно се делеа онаму каде што се очекуваја изборни гласови. Ова е коалиција на стари кадри, кои што немаат што ново да понудат на македонската политичка сцена. Ова е коалиција на поларизацијата, затоа што ќе има само еден пратеник повеќе од она што е потребно за изгласување во ова собрание и ќе е коалиција, односно влада со најмало мнозинство во историјата на независна Македонија. СДСМ скоро да не предлага нови лица, а истото можеме да го заклучиме и за Дуи. Се кадри кои што се добро познати на македонската јавност и кои што не очекувам да понудат нешто ново во следниот период кој што го имаат пред себе. Како што исто така морам да ја изразам својата загриженост, но исто така и разочараност заради најголемиот проблем со кој што се соочува Македонија, Европа и светот, а тоа е корона кризата и менаджментот со истиот. Корона кризата беше најбрутално злоупотребена за прво одлагање на изборите, а после тоа создавање на услови за одржување на избори тогаш кога одговара на оваа старо-нова коалиција, со закани да потсетам дека самите ќе одат на избори и затоа имаме исклучително ниска излезност на овие избори, заради стравот кој што се створи кај граѓаните, што дополнително го руши легитимитетот на избраните пратеници. Како никогаш во историјата на Македонија имаме избрани пратеници кои што не тежат ни 4.500 гласа, споредено со изборни циклуси кога еден пратеник тежал и 10.000 гласа. Тоа е вистината за овој парламентарен состав и за ова мнозинство кое што ќе даде подршка на оваа влада. Во однос на економијата, најбитното. Многу ветувања слушнавме и во претходниот изборен циклус. За жал, најголем дел од нив не се реализираа. Велам за жал затоа што народот не живее подобро. Се ветуваше стабилен буџет. Гледаме буџетска дупка само за оваа година од 1 милијарда евра. Некој ќе рече тоа е заради корона кризата. Не е само заради корона кризата, туку и заради недомаќинското работење. Граѓаните во изборите прашуваа каде се парите, затоа што 3 години камен не се стави во Македонија. Автопатиштата до каде што беа, таму застанаа. Болниците кои што се градеа до каде што беа, таму застанаа. Железницата до каде што беше, таму застана, а нови проекти не видовме, а буџетите се трошеа, што само не носи до заклучок дека истото ќе се случи и во периодот пред нас. Се ветуваа
100.000 нови работни места. Во програмата која што ја достави мандатарот, таква работа не гледаме, а сите читаме деновиве дека 40.000 работни места се изгубени во изминатиот период. Се ветуваа покачени плати. Таква работа нема во она што е доставено, има само ветувања, а гледаме дека веќе во одредени сектори, пред се во делот на културата, плати и не се делат. Во делот на земјоделието, збор не слушнавме во експозето во однос на тоа што ќе се случува со земјоделието. Зелената мафија царува во Македонија. Наред е сега откупот на грозието, имаме историски најниски цени за откуп на грозие на оние кои што ќе имаат среќа да го предадат и да го продадат сопствениот род, затоа што во најголем дел ќе остане по нивите. Таква е оваа година. Како доаѓа нова земјоделска култура, така имаме или најниски цени, или нема кој да ги откупи. Чесно беше од мандатарот да каже што планираат со откупот на грозието, затоа што цело Кавадарци и цело Неготино ги очекуваат овие одговори. Без разлика што СДСМ загуби во Кавадарци и во Неготино на овие парламентарни избори, чесно е да им се одговори на луѓето. Се ветува автопати. Гледаме во каква состојба се. Охрид Кичево скоро и да не се гради. Заради корона кризата има поголема фреквенција, натака можете сите да видите што се случува. Штип Радовиш требаше да е завршен, не е ни до пола. Прилеп Градско едноставно нема никој на терен и не се работи. И бројни други. Се сеќавате единствениот автопат кој што се отвори, беше оној изграден од непретходната, туку таа преднеја влада и се отвараше со трубачи во тунели. Во однос на демократијата, новинари, како никогаш претходно во Македонија, се во судови и се пред пресуди, затоа што изнесуваат вистини за работењето на владата. Како никогаш претходно, новинари во моментов се или предмет на судски процеси, или предмет на истраги, а дел се веќе и осудени заради така наречено оддавање на службена тајна, а службената тајна се однесува на неправилностите во работата на претходната и идна влада. Почитувани пријатели, Македонија скапува во корупција. Тоа е тажната вистина за Македонија. Корупцијата ја има од најниско до највисоко ниво. И овој предлог за влада нема капацитет да се избори со истото. Затоа што треба да почне од. Ако тоа не го направија во изминатите 3 години, не гледам ни една причина зошто би го направиле тоа во следниот период. Затоа што не се способни да почнат од себе. Вториот предизвик со кој што се соочува Македонија е корона кризата. Имаме старо нов предлог на министер за здравство, кој што освен личен пиар и злоупотреба на кризата, ништо не направи за борба со короната. Македонија во моментов има 600 жртви, некаде околу 6 до 7 пати повеќе од конфликтот во 2001 година, кој што е конфликт со најголеми трауми во Македонија. Нејасни податоци за еднината. Македонија се соочува со есен во која што бројките, за жал, веројатно ќе се дуплираат или триплираат, затоа што нема ни визија, ни концепт, освен личен пиар. Тоа е тажната вистина за справувањето со корона кризата. Во однос на европските интеграции, се надевам дека конечно Македонија ќе почне преговори за членство со Европската Унија, затоа што 3 години се ветува датумот, ама датумот никој не го знае. Сакам овдека јавно да поставам 2 прашања. Прво, не слушнавме ништо во однос на можното вето на Бугарија на почетокот на преговори, кое што се најавува. И второ, не слушнавме ништо во однос на основниот услов на Бугарија, а тоа е именувањето на македонскиот јазик и клучните национални херои. Не спомнувањето ништо за овие 2 работи, дали значи откажување од именувањето на македонскиот јазик со македонски јазик и прифаќање на флоскулата официјален јазик, и второ прашање, дали тоа значи дека ќе се преговара и ќе се прават компромиси околу Гоце Делчев и останатите личности од најбитниот период на македонската историја. Би сакал на крај да се обратам и на граѓаните. Председателите ми дозволите и мене уште
минута или две во духот на претходното обраќање. Ќе се гледаме по македонските градови и села, затоа што ова е коалиција на лагата. Оваа коалиција ќе биде срушена на масовни демонстрации по македонските градови и села, кои што ќе почнат уште оваа есен, затоа што капацитет за запирање на поларизацијата нема, капацитет за реализација на ветувањата нема, а во исто време народот се чувствува излажен и несоодветно представен во оваа влада. Се гледаме на демонстрации, се гледаме во македонските градови и села, заедно да ја собориме оваа власт, која што ќе е влада со најкраток мандат во историјата на независна Македонија. Благодарам сите.